Дали ВМРО ДПМН за техничка влада која ќе спроведува избори, но по електна постапка избрана, бидејќи со оглед на роковите кои што има се пуси според законот 100 дена треба да има за такво нешто за избор, но знаеме дека со оглед на датумот кој што го кажа како можно решение за предвремени избори. Какви предвремени избори ви се молам? Она што вчера се случи беше дека бројките го покажаа расположението на граѓаните кон договорот со Грција. За какви предвремени избори разговараме тука? Тоа значи дека ВМРО ДПМН не е за предвремени избори? Тоа ќе видиме. Следува процес кој што е најавен, следуваат уште многу процеси. Дали ќе дојде до предвремени избори, ќе видиме. Дали се започнати консултации со дел од вашите пратеници во врска со уставните измени во собранието, затоа што вчера, односно синоќа премиерот тоа го најави дека наредните денови ќе се разговара за Тоа што се случи вчера покажа дека масовно, а таа бројка е фрапантна, граѓаните кажаа не на овој договор кон Грција. И мислам дека тука дали се веќе фаза консултации со пратениците на ВМРО ДПМН за уставните? ВМРО ДПМН има став кон овој договор, така? Овој договор беше ставен на референдум. Граѓаните го кажаа својот став кон овој договор чие што прашање нели беше ставено на референдум. Зашто станува тука збор сега? Дали да стравува дека може дел од нејзините пратеници да гласаат? Не, воопшто не. Не воопшто се. Зашто ВМРО ДПМН славаше исто така и господинот Мицковски кога се знае дека вашата партија нема став за референдум? Нашата партија имаше став кон овој договор, имаше став кон референдумот. Беше јасен и гласен. Договорот е капитулански, штетен за граѓаните и за државата по националните интереси. Се остави на граѓаните да постапат онака како што тие веруваат. Тогаш какво е решението на ВМРО ДПМН за иднината на Македонија? Ако знаеме дека во однос на прашањето имаше таму и во Европска унија и НАТО со прифаќање на договорот. Вие договорот не го прифаќате, но што после ова? Ако пратениците ваши не гласаат за уставните измени, ако не сакате избори како што велите, тоа што? Како тоа што? Како ќе делуваме, ќе видиме понатаму. Значи, таквите одлуки не можам сега да ви ги споделам со вас. Сепак, оваа држава си има устав и закони, си има власт која што треба да размислува пред да вноси вакви брзоплети одлуки, како што беше договорот со Грција на штета на националните интереси и потоа да се доведува во еден ваков ќорсокак. Одговорите за тоа што понатаму треба да ги барате таму. Кој ќе поднесе кривичната прижава до обвинителството во ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН. Тоа претпоставам ќе се случи затоа што колку што ве разбрав ќе биде допрва поднесена. Дел од кривичните пријави вчера се поднесени. Кривичната пријава до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција денеска ќе биде поднесена. Премиерот најави дека веќе од утре ќе почне разговори за... Немаме добиено покана за разговори. А какви кривични се поднесени? Кривични пријави што се однесуваат на одредбите на Казнениот законник од членот 160 за прекршување на гласачкото право.